Добар ден, драги ученици! Јас сум Сонја Димеска, наставник по одделенска настава во основното училиште Мирче Ацев во село Лажани. Денес ќе имаме час по македонски јазик и ќе обработуваме за петтото одделение и ќе обработуваме песната Готвач од Методија од Васил Мукаетов. Целта на овој час е учениците да се оспособат да анализираат лирска песна, да откриваат и воочуваат поетски слики, да воочуваат рима во стиховите, да ги утврдат знаењата за именките, глаголите и придавките и да се оспособат поетскиот збор да го изразат преку илустрација. Овој час ќе го започнеме со една игра асоциација. Се надевам дека сите знаете да ја играте оваа игра. Во оваа табела ни се дадени полиња А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3. Со откривање на овие полиња, наша задача ќе биде да ги откриеме поимите што се кријат во полето А, Б и В и на крај да го откриеме конечниот одговор. Јас ќе ги откривам полека, едно по едно полињата и да видиме кои поими ни се кријат под полињата А, Б, В и под полето конечен одговор. Под А1 е зборот просторија, А2 шпоред, А3 прибор за јадење. Значи, просторија, шпоред и прибор за јадење ќе ни го откријат поимот кујна. Значи, во кујњата има, таа е просторија, каде што се наоѓа шпоретот и каде што го чуваме приборот за јадење. Под полето Б1 поручек, Б2 ручек, Б3 вечера, поручек, ручек и вечера ни го откриваат поимот оброк. В1 зелка, В2 краставица, В3 оцет, зелка, краставица и оцет ни го откриваат поимот салата. Сега, поимите кујна, оброк и салата ни го даваат нашиот конечен одговор, тоа е готвач. Готвачот готви во кујњата, тој подготвува оброк и готвачот прави салати. Значи, на овој час ќе ја учиме песната Готвач од Методија. Јас сега ќе ви ја прочитам песната, а вие можете да ги отворите вашите учебници и да внимавате. Кај соседот Методија се мириса на миродија. Тој е готвач, честно што служи, по цел ден околу рерната кружи. Кромиди сечка, компири пржи, колку готвачки рекорди држи. Пред оваа бела готвачка става и шпоретите вен над глава. За нашиот готвач има моркови, пилиња, пиперки, салати, а за сите гости од ред супи, чорби, пире од домати. Па дури и гулаши разни, се, само не чини празни. Се надевам дека ви се допадна песната и сега ние треба да ги откриеме колку строфи има во оваа песна и од колку стихови е составена секоја строфа. Можеме заедно да ги изброиме строфите, значи тука е првата строфа, втора, трета, четврта, петта и шеста строфа. Забележуваме дека петте строфи, значи прва, втора, трета, четврта и шеста, се составени од по два стихови, а додека петтата строфа во песната има 4 стихови. Следна наша задача ќе биде да се ставиме во улога на поети. Значи, за да бидеме поети, ние ќе имаме задача да ги откриеме поетските слики во песната и да го одредиме основниот мотив на песната. Секоја строфа од песната може да ни представува поетска слика, но и не мора. Ајде да видиме. За првата строфа, кај соседот Методија, се мириса на миродија, што можеме да запишеме како поетска слика. Мирис на миродија. За втората строфа, тој е готвач честно што служи, по цел ден околу рерната кружи. Би запишале Методија околу рерната кружи. Третата строфа, кромиди сечка, компири пржи, колку готвачки рекорди држи. Значи ќе запишеме готвачките рекорди на Методија.
Следната строфа пред оваа бела готвачка става и шпоретите вен над глава. Значи, можеме да запишеме шпоретите му се поклонуваат на Методија. Следната, за нашите готвачи има моркови, пилиња, пиперки, салати, а за сите гости од ред супи, чорби, пире од домати. Како поетска слика би запишале храна за сите гости. И во последната строфа, па дури и гулаши разни, се, само не чинии празни, би запишале полни чинии. Како основен мотив на оваа песна е мирисот на вкусните јадења. Следна ваша задача е да се ставите во улога на сликари, односно, треба уште еднаш да ја прочитате песната и ликовно да ја представите прочитаната песна. Јас еве овдека одбрав една слика што мене ме асоцира на песната, еден готвач што подготвува јадења, но вие можете сами да составите слика, да размислите и да нацртате слика која што најмногу би ве асоцирала на оваа песна. И следната наша задача е да се ставиме во улога на граматичари, односно во вашите тетрадки треба да нацртате една ваква табела и да ги пронајдеме именките, придавките и глаголите во песната и да ги подредиме во табелата. Јас овдека ви помогнав, ги одредив именките, значи во оваа песна има една собствена именка, тоа е Методија, името на готвачот, а додека другите се општи именки, соседот, Миродија, готвач, ден, рерна, кромиди, компири, рекорди, става, шпорети, глава, моркови, пилиња, пиперки, салати, гости, ред, супи, чорби, пире, домати, гулаши и чинии. Додека, как придавки од песната, готвачки, бела, готвачка, нашиот разни, празни, и глаголи мириса, служи, кружи, сечка, пржи, држи, веднат, има. Следна задача ќе биде да го најдеме родот на секоја именка. Ние знаеме дека именките можат да бидат во машки, во женски и среден род. И исто така да се подсетиме дека именките во машки род можеме да ги откриеме со помош на зборчето тој сосед, тој готвач, тој ден, тој шпорет и така натаму. За откривање на именките во женски род ќе ни помогне зборчето таа Миродија, таа рерна, таа глава, таа пиперка. И за да ги откриеме именките во среден род можеме да го користиме зборчето тоа пиле, тоа пире. Следна наша задача ќе биде да ја најдеме римата во песната, да ја отвориме повторно песната, за да можеме полесно да ја откриеме римата. Значи, Методија, Миродија, служи, кружи, пржи, држи, става, глава, разни, празни. И вие во вашите тетрадки можете да си ја запишете римата во песната, значи на овој начин да ги запишете римованите зборови. Како активност за дома, односно ваша домашна задача ќе биде: на следните 3 слајдови имаме едни готварски капи на кои што ви се дадени состојките и името на храната што треба да се одбере. Значи, ваша задача е да одберите една од капите и да составите рецепт според дадените состојки. На првата капа, значи, имаме пица, тоа е името на храната, и ги имаме состојките: сол, печурки, кечап, мајонез, брашно, јајца, салама, квасец, оригано. Тоа се состојките кои што ги употребуваме за да ја направиме пицата. На втората капа имаме торта и состојките кои што се користат за правење на торта: шеќер, пудинг, јајца, брашно, ореви, маргарин, чоколадо и шлак. И на третата капа сарма и состојките кои што се потребни за приготвување на сармата: месо, ориз, сол, зелка, црвена пипер, масло, вода. Значи, вие одберете една од капите и напишете рецепт за даденото јадење. Ви благодарам што го следевте овој час. До гледање.